Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Санирањето на штетите од поплавите во општина Чешиново Облешево се уште трае. Истовремено пристигнува и помош во неопходни прехранбени и други артикли преку хуманитарни акции што се реализираат во државата. Се уште пристигнува хуманитарна помош за жителите на општина Чешиново Облешево кои претрпеа штети од неодамнешните поплави. Најчесто пакетите што доаѓаат за загрозените домакинства се состојат од пакувана вода, конзервирана храна, средства за одржување хигиена, кебиња и други производи. Во акциите се вклучуваат жителите на повеќе општини во државата, а меѓу најхуманите деновиве беа и жителите на скопската општина Карпош. Тие за своите сожители донираа над 8 тони пакувана вода, 2000 парчиња средства за хигиена, над 1500 парчиња конзервирана храна, како и повеќе од 1300 парчиња други прехранбени артикли. Помошта се собирала на 36 пункта во 14 местни заедници во општината, а во неа се вклучиле и најмладите од основните училишта и градинките. Исто така во обезбедувањето хуманитарна помош се вклучува и бизнис секторот, но и поединци од Кочани и соседните места, кои донираат пакувана вода и други артикли. Продолжува и обезбедувањето вода од цистерни за населението во населбите во кои е забрането користењето на пумпите и бунарите. Истовремено се следи и здравствената состојба на граѓаните, зашто Центарот за јавно здравје во соработка со лекарски тимови од Кочанската болница организираат посети и прегледи во местата што беа зафатени со поплавите. Во водостопанство Брегалница се започнати подготвителните активности пред престојната сеидба на оризот. За исполнување на планот за наводнување во теке постапката за избор на фирма што ќе работи на прочистување на каналската мрежа и на изградба на привремени зафати за вода. По донесувањето на планот за наводнување на оризовите површини за престојната сезона, деновиве во теке постапката за избор на фирма што ќе ги расчистува земјените канали. Во водостопанство Брегалница велат дека тоа треба да овозможи навремено започнување на наводнителната сезона, односно искористување на проточните води за полнење на нивите. Според планот, со наводнување треба да се започне во првата половина на април, а до тогаш ќе завршат законските процедури околу тендерските постапки, што биле навремено распишани и веќе започнало разгледувањето на пристигнатите пријави. Прво ќе идеме со тендерот за чистење, односно за прочистување на земјаната каналска мрежа. Вчера беше отворањето на тендерите, значи има 11 фирми пријавено, подоцна тие фирми ќе си пријават на негативна опција, значи постапките се отпочнати. Исто така и за санација на десниот магистрален канал, исто и вчера беше тоа отворање тендерот. Значи за 2 недели до 3 недели ќе почнеме со прочистување на вадите во Кочанскиот регион. Според Беличев, фирмите што се пријавиле на тендерот за прочистување на каналската мрежа треба да исполнуваат одредени услови што се пропишани во самата постапка. Баравме фирма да настапи со 4 градежни машини, 2 губењачи и 2 газеничари. Имаме го тоа предвидено, значи ќе чистиме околу 84 километри земјена каналска мрежа и околу 200 сати имаме за зафаќање на времени захвати и за почистување на десниот и левиот магистрален канал. Според планот за наводнување годинава на територијата на општина Кочани, со ориз треба да се засеат вкупно 1516 хектари. Од нив најмногу, односно околу 1/3, се во катастарските општини Кочани, Горни Подлог и Градовци. Вработените во итна помош оставени на милост и немилост на оние кои доаѓаат да бараат помош, а неретко се лица во алкохолизирана состојба. Честопати се случува во ноќните дежурства да остане само една сестра која стравува додека работи. Оти може да влезе секој, зашто вратите немаат стакло, а за заклучување и да не се зборува. Бараат итно решавање на проблемот, а тоа е обезбедување при работа во ноќните часови и подобрување на условите за работа. Во ноќните часови на итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом работат еден лекар, 2 медицински сестри и возач. Кога цела екипа составена од лекар, сестра и возач заминуваат на терен кај итен случај, во болницата сама на итната помош останува една сестра. Оставени на милост и немилост на оние кои доаѓаат таму, а со оглед на тоа што во итна неретко доаѓаат и лица во алкохолизирана состојба, персоналот бара да имаат обезбедување во текот на вечерните часови и подобрување на условите за работа.
Често пати досега се случувало лица во алкохолизирана состојба да влезат во итна и да упатуваат вербални закани и навреди за вработените, при што персоналот преплашен не може да ги извршува своите обврски. Во однос на условите за работа, вработените во итна велат дека се во катастрофална состојба. Не е познато од кога не е реновирано или обновено нешто. Стари прозорци и мебел, уште постара апаратура за работа, односно апарат за ЕКГ и притисок. Персоналот своите хигиенски потреби ги извршува заедно со пациентите, каде што често се мие крв и се вршат преврски. Се жалат на хигиенските услови за работа и се преплашени за сопственото здравје. Надворешната врата каде што се влегува во итна помош и лабораторија е со скршено стакло, па пациентите се приморани понекогаш со сати да чекаат на ладно во ходниците, каде што дува од сите страни. Бали спомрзнаме тук. Да. Па треба да се поправи вратата, тоа треба. За да не биде толку ладно. Ние имаме потреба да доаѓаме на лабораторија тука. И за тоа чекаме. Сабари исто бев тука. Исто видно знал брат. Треба да се сменат тие врати некако или да се стават нови некои. Сабари чината е 100 веќе, знала исто. Според мен треба да направат нешто. Да преземат некои мерки. Иначе е многу ладно, вие таму промат, дома и од оваа страна промат. Вработените во итна кои по цел ден и ноќ ги извршуваат своите дежурства, секојдневно со страв доаѓаат и заминуваат од работното место. Прашуваат дали е потребно да се случи нешто страшно или инцидент во кој би можело некој персоналот да биде повреден, па дури тогаш одговорните лица да преземат мерки. Од менаџерскиот тим на болницата и здравствениот дом велат дека се запознаени со проблемот и дека одамна побарале од Министерството за здравство да вработи обезбедување во итна, но засега од таму не наишле на разбирање. На 120.000 лица од 6 општини од источниот регион што ги покрива Центарот за јавно здравје Кочани, се уште нема инфективно оделение кое ќе биде на услуга на пациентите. Иако лекарите од епидемиолошката служба од Центарот за јавно здравје потребата од отворање инфективно во Кочани досега ја изнеле повеќе пати, сепак надлежните остануваат глуви на нивното барање. За проблемот да биде уште поголем за пациентите од 6 општини од регионот, работи само еден инфектолог, кој за 2 години заминува во пензија. Не само што не се отвора инфективно во Кочани, туку за кратко време и амбулантата ќе престане да работи. Иако во моментов состојбата со грипот не е алармантна, сепак лекарите од Центарот за јавно здравје постојано потсетуваат на проблемот со немање инфективно оделение во Кочани. Доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани, вели дека на сите граѓани од 6 општини кои ги покрива Центарот, сосема е логично дека и досега требало да се размислува да се отвори инфективно оделение во Кочани. Кога состојбата не е алармантна, тогаш е во ред, но има ситуации кога инфективното оделение е повеќе од потребно во Кочани, вели доктор Карамфилова и додава дека на 120.000 жители на источниот регион од државата немаме оделение и сите споменати жители доколку има потреба се праќаат во Штип. Сличен е проблемот и со недостиг од лекари, од и на 120.000 жители има само еден инфектолог кој работи во инфективна амбуланта во Кочани. Истиот лекар за 2-3 години ќе замине во пензија и регионот останува без ниту еден инфектолог. Оделението во Штип не може да биде на услуга на целиот источен регион. Неопходно е уште едно оделение, вели доктор Карамфилова, и додава дека требало и досега да се реагира за отворање на вакво оделение во Кочани. Оти тоа е проблем што не се решава преку ноќ, туку треба да се прати лекар на специјализација. Инаку, доктор Карамфилова вели дека иницијативата за отворање на инфективно оделение во Кочанската општа болница од страна на лекарите, посебно епидемиолозите, била покрената од поодамна, но ниту еден од менаџерските тимови досега посериозно не се занимавал со проблемот. Идејата за отворање на инфективно ја поддржале стотина лекари кои се потпишале дека е такво нешто неопходно, а лекарите од Центарот за јавно здравје поддршката ја добиле и од Епидемиолошкото друштво на Македонија, но сепак одговорните лица остануваат глуви на решавање на проблемот. Кочанскиот центар за јавно здравје ги покрива 6 општини: Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица и Пехчево. Така што сите пациенти од споменатите општини, кога има потреба, се лекуваат на инфективно во Штип.
Контролите на санитарно-хигиенските услови што Центарот за јавно здраве ги направил во клоновите на детската градинка Павлина Велјанова покажале задоволителни резултати. Сепак се предлага да има и постојано ангажирана медицинска екипа која ќе го следи растот и развојот, како и здравствената состојба на децата. Не се регистрирани проблеми со исполнувањето на законските стандарди за санитарно-хигиенските услови во детската градинка Павлина Велјанова. Вработените и раководителите покажале добро познавање на своите задачи за здравствена заштита на децата, а хигиената во сите објекти е на сосема задоволително ниво. Со вакви резултати на Комисијата за здравство излезе Центарот за јавно здравје од Кочани по 4 редовни и уште толку вонредни контроли во сите 4 клона на детската установа. Сепак има забелешки за проблемот со недостатокот од вработен персонал, односно дека градинките се пренатрупани кога ќе се спореди бројот на деца со ангажираните воспитувачки. Исто така беше речено, неопходно е поголемо внимание за здравствената заштита на децата. Треба да се вратиме на поранешните правила кои што важеа за градинките, значи секоја барем централната градинка да има запослено лекар и медицинска сестра, па еднаш неделно ќе ги посетува и другите градинки. Ќе го следи растот и развојот на децата, ќе ја следи сигурно и исхраната на децата и ќе дава секојдневно препораки. Препорака е да се обезбеди и простор или соба за изолација на болните деца, наместо како сега во сите клонови да се ставаат надписи дека овие деца нема да се примаат. Потребно е да се определи посебен простор во градинката со вработен персонал, значи соба за изолација, каде са бајле, медицинска сестра ќе врши тријажа, или пак вработените од градинката воспитувачите ќе вршат тријажа на децата, болните деца да се изолираат во една посебна просторија. Значи нема потреба од забрана, туку да се створат услови да се примаат и болните деца. Членовите на Комисијата за здравство дадоа поддршка на ваквите предлози, оценувајќи ги како реално потребни. Се согласувам дека треба да има доктор, медицинска сестра и тоа од енормно значење за самата градинка, меѓутоа ќе мора ние како советници ќе го имаме ово предвид, да видиме дали со постоечката нивна систематизација и ќе се заложиме со сите сили да таму се земе таков персонал. Во писмената информација на Центарот за јавно здравје, што се однесува за хигиенската и техничката состојба на предучилишните установи, има и други забелешки за подигнувањето на нивото на санитарната заштита. Тие главно се однесуваат на поставувањето опрема за сушење на рацете во тоалетите, реорганизација и докомплетирање на условите за подготовка на храната, замена на дрвената со ПВЦ столарија, како и доуредување на дворните површини. Информацијата ќе се најде на разгледување и пред членовите на Советот на седницата што е закажана за петок. 64 заболени од грип од нова година па наваму регистрира епидемиолошката служба при Центарот за јавно здравје во Кочани. Со оглед на бројката на жители во Кочани и регионот што го покрива Центарот и бројката на заболени во поголемите градови што надминува над 1000, состојбата во Кочани не е алармантна. Препораките за заштита од грип и понатаму остануваат исти. Додека во поголемите градови во државата, како што се Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, состојбата со грипот е алармантна и има по 1200 заболени, во Кочани и регионот е мирно. Пред нова година само 2, а од нова година наваму 64 заболени од грип во Кочани, што покажува дека и покрај променливите временски услови, болеста воопшто не зема замав. Мирен е и целиот регион, во Делчево 23, Пехчево 14 и Видица 17 заболени, вели доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани. Заболените се на возраст од 15 до 64 години. Препораките за заштита од грипот остануваат исти. Заболените да не стапуваат во контакт со здравите лица, да се конзумираат повеќе течности, витамини и минерали, и ако се забележат симптоми на грип, пациентите да отидат кај својот матичен лекар. Доктор Карамфилова додава дека и лекот Тамифлу во аптеката во здравствениот дом во Кочани го има во доволни количини и може да се земе исклучиво само со препорака на лекар со розов рецепт и истиот е бесплатен.
Сдруженијето на пензионери од Виница има нов председател. Тој беше избран во транспарентна постапка, во која беа изгласани и другите предложени кадровски решенија за другите органи на Сдруженијето. Драган Петков е новиот председател на Сдруженијето на пензионери од Виница. Тој доаѓа на местото на Младен Петров, кој веќе потроши 2 4-годишни мандата, колку што дозволува статутот на Сдруженијето. Освен успешно завршената постапка за избор на председател, Виничкото Сдружение на пензионери ги усвои и останатите кадровски предлог решенија. Беа избрани новите членови на извршниот и надзорниот одбор, како и делегатот во Сојузот на пензионерите во Скопје. Одлучиме да овај биде само изборен состанок, а додека нареден состанок да организираме и да се разгледа програмата за идното работење на Сдруженијето и финансовиот план за наредна година. Да разбира се со сите тие составни делови на програмата, во која се опатени сите активности на Сдруженијето, почнувајќи од културно-забавен, спортски, социјален, здравствен и така натаму. Тие на извршен одбор посебно ќе формираме комисии и ќе го комплетираме Сдруженијето со сите органи и тела кои се према статусот на Сдруженијето на пензионери. Приоритетите се дефинирани. Она што најмногу ќе настојува новиот председател во наредниот период е виничките пензионери да прошетаат и надвор од земјава, а ќе бидат застапени и веќе во установените активности. Тоа се овие посета на историски знаменитости, дружење на зелено, посета на манастири, посети на соседни друженија и така натаму. Тоа се вообичаени средби. И сега нешто сакаме и да промениме од тие активности. Мислиме да направиме една поквалитетна екскурзија можда до соседна држава, била Албанија, Србија, Бугарија и така натаму. Планираме тоа оваа програма ќе биде внесено. И некои други активности што треба да подобрат работењето на Сдруженијето и расположението на сите пензионери во Сдруженијето. Тоа не е основната цел на Сдруженијето. Сдруженијето на пензионери на Виница се финансира преку членарината што ја плаќаат неговите членови во висина од 30 денари месечно, од кои 27 денари се наменети за Сдруженијето, а 3 денари се партиципација во касата на Сојузот на пензионерските здруженија во Скопје. Сдруженијето на пензионери од Виница во моментов број 2540 членови, од кои најголем дел се жители на Виница, а помал на другите населени места во општината. Среда е денот резервиран за зелениот пазар во Виница. И оваа недела на тезгите имаше најголема понуда на тропско овоше, но и оранжериски зеленчук. Платото на пазарот и оваа среда беше раздвижено, а денот помина во граници на вообичаената понуда и остварена продажба. Тезгите на градскиот пазар најмногу се полни со високо квалитетно јужно овошје, чии цени последните недели се во благ пораст и во просек повисоки од лани. Цената на мандарините, цитроните и портокалите е променлива зависно од количината што ја бара купувачот. Лани во најголемиот дел од доцната есен и во текот на зимата портокалите се продаваа и по цена од 100 денари за 5 килограми. Сега таа цена важи за 3 килограми купени портокали. Бананите на почетокот од месецот направија скок на 70 денари за килограм. Најниски беа малопродажните цени на јаболката, кои во просек изнесуваа од 20 до 25 денари за килограм. Одделни видови зеленчук се продаваа по стандардни или пониски цени во споредба со минатата зима, како зелката, зелената салата, кои најмногу се продава годинава по цена од 10 денари за парче, а на тезгите се повеќе простор почнуваат да зафаќаат и раноградинарските култури од оранжериско производство, како доматот и краставицата. Ротквицата се продаваше произволно или 20 денари за врзоп, цвеклото и другите видови трупки во просек по 30 денари. Променливите и ниски цени на одделни видови зеленчук, како и забележливото намалување на куповната моќ кои го продлабочуваат и онака длабокиот јас меѓу понудата и порувачката, внесува загриженост не само кај земјоделците, туку и кај продавачите, кои што како што тврдат не можат да ги покријат трошоците. Солидна беше понудата и на масленки, кикирики, но и други зрнести производи од увоз кои забележаа раст на цените во последните неколку месеци. Овие производи се нудеа по различни цени, зависно од квалитетот и потеклото, големината и слично.
Следува спортската информација. Градскиот фудбалски клуб Осогово во зимскиот преоден рок ангажираше неколку играчи од младинските погони. Во план е жолто-сините да одиграат и неколку контролни надпревари. За локалните представници во третата фудбалска лига Исток, оваа зимска пауза желбите се поскромни од кога било. Но и таквиот став на клубските челници или стручните штабови треба да се перцепира позитивно, затоа што на крајот на краиштата ја отсликува реалната состојба во која се наоѓаат колективите. Ова особено се однесува на Осогово, кој во продолжението од сезоната влегува крајно резигнирано. Врвот од табелата е далеку, дното исто така, но кога нема можности да се биде храбар за да се нападне, потребно е да се биде внимателен да не се загуби и она што е стекнато. Затоа не треба да чудат зборовите на тренерот Крстев, кој вели дека клубот со она што го прави периодов сака да обезбеди барем мирен опстанок во лигата. Жолтосините во продолжение ќе се потпрат на домашни таленти од младинскиот погон. 4 деца ќе ја проложат клупата на Кочанскиот третолигаш, а доаѓаат од клубовите Кочани и Металург. Што се однесува до термините за контролните надпревари, Осогово викендов ќе одигра пријателски надпревар со Борец во Велес. В недела со екипата на Тузлак, в среда жолтосините ќе ги одмерат силите со младинската екипа на Академија Пандев. Наредната сабота Осогово игра со Јака Радовиш, а генералната проба е закажана за 8 март против екипата на Саса во Македонска Каменица. Вестите на Канал 8 завршија. Останете со нашата програма. Довидување.